Долетай мило на рамо, шепни ми тивко на уво. Љубов ли е, љубов ли е, љубов ли е? А љубов е? Вера од Љубојна? Љубов е, севда е. Вера од Љубојна, денеска со мене во репортер. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Ова е само мал исечок од новата песна Севдоле, која што ја промовирате во моментов, а која што е најава за вашиот нов албум, велите ќе излезе наредниот месец. Вие сте автор на текстот. Која ви беше инспирацијата да ја напишете Севдоле? Севдоле е тема која премиерно беше изведена премиерно на концертот кој што го имавме со Македонска филхармонија под диригентска палка на Џијан Емин, за која што музика напиша Оливер, и ова беше тема која почнуваше со Севдоле. Јас бев сигурна дека ќе биде Севдоле, меѓутоа па натаму немаше текст и сијата наникавме. Се до последните проби, кога ја седнав и во една вечер напишав 2 текста. Едниот беше Севдоле, а вториот беше за темата Горки чувства, сладки немири. Исто така премиерно изведена и напишана за концертот со Македонска филхармонија. Значи инспирацијата некогаш доаѓа многу брзо. Инспирацијата доаѓа кога не очекуваш, и можеби исто така доаѓа кога ја бараш, кога не си пасивен и кога си даваш задача. Кога си даваш задача, веројатно тогаш и некако на поинаква фреквенција ти работат сите сетила и Севдоле се роди како секогаш да е споена со песната. Вие секогаш пеете етно музика, меѓутоа она што мене ми остави посебен впечаток една ваша скорешна изјава, кај што велите во мое време беше срамота да се слуша народно. Да, беше тоа одамна. Тоа беа моменти кога меѓу младите тоа не беше популарно и тоа беше едно од времињата кога ние бевме оддалечени од традиционалната музика и тоа не беше музика со која ние растеме и не воспитували или во еден дел од животот ја учиме како сите што си ја знаат сопствената музика. Така што во популарните текови на живеењето, секојдневното движење, да, не беше баш популарно да се зборува за традиционалната музика. Меѓутоа, вие сепак решивте да пеете исклучиво народна музика. Па не, сватив дека традиционалната музика воопшто е база во светот за било која музика. Нема поинаков тек, освен тој тек. И ми стана јасно дека секој не знам, најблиско музички дише, можеби, или размислува за музика која што е блиска до неговиот јазик, до некоја негова минато, до некои негови природни чувства и најдобро може да се изрази така затоа што би требало таа музика да ја чувствуваме најблиско. Парадоксот беше дека не ја чувствуваме таа музика најблиско. Колку беше тешко на почетокот кога почнавте да создавате со Љубојна, да се пробиете со етно музиката? Какви беа реакциите во тоа време? Како реагираше публиката на тоа што го создаваше на вашите песни? Па ете баш така, токму така реагираше, ја нарече етно, а таа не е етно музика. Базата е во законите на оваа музика, на нашата традиционална музика, законите на старите мајстори, како што е и со џезот. Така што таа стана една идеја како се создава популарна музика. Љубојна даде идеја што може да се прави од оваа музика и да разбуди една музика која навистина долго време спиеше, која долго време не постоеше за луѓето. Мислам дека тоа што луѓето ги затекна таа музика, неподготвени, тоа што се појави одеднаш, резултираше во тоа, како да не ја наречеме, па најблиска е до нашата, како се вика во светот, етно. Океј, па и ние ќе ја крстиме етно. Значи, не беше тоа баш некој емотивно ја дочекаа со отворени срца,
но не беа подготвени што сега ќе се, затоа што долго време сцената стоеше на една иста некаква база која што многу не се грижеше за тековите, веројатно, и за промените кои што настануваат, па кога настане на ваква голема промена, не беше баш лесно како да се најде правец. Да се вратиме сега на ова што го правите во моментот, а тоа е промоцијата на новиот спот за песната Севдоле. Како и сите ваши претходни спотови, ово има убава приказна. Во спотот се ангажирани двајца млади актери, меѓутоа се појавувате и вие во вашиот препознатлив стил. Кој се работеше на спотот, колку време ви требаше да го снимите, која е приказната што ја раскажувате? Спотот го работевме летово. На локација Шумичката во паркот во Сарај, која изгледа фантастично, изгледа фантазмагорично и непретпознатливо. Во Малдел само има една локација исто која што ја снимавме на водно. Идејата почетна беше на Владимир Чачуровски, кој што даде прв идеја за тоа да правиме спот, но Сашко Потер-Мицевски, кој што генијално тоа го изведи, го сними, го смисли, го напиша сценариото, го режираше, буквално го направи овој спот и се разбира сите други луѓе кои работеа во зад камерите, светло, инженерите, кои работеа на монтажа и сега тоа се многу луѓе. Директорот на фотографија е Кристијан Теодоров. Веќе актерите ги кажавте, тоа се Наталија Теодосиева, Димитрија Доксевски, кои што беа исклучителни на ова снимање, кои навистина работеа безпоштедно и направи овој спот да изгледа толку магично. Мене посебен впечаток ми остави пуста на што го носите. Која што го правеше екипа од луѓе за мене. Грациела Марк ја работеше дизајнот на косата, на фризурата, Елена Арсовска мејкапот, шминката и Раде Василев со кој што долго време соработувам, го направи тој убав самовилски бизарен фустан. Кога сме веќе кај стилот, колку имате самата влијание во тоа што го носите на сцената или во облеката што ја носите во снимањето на спотовите? Дали имате сугестии со екипата со која што работите или буквално се препуштате па што мислат тие дека е најдобро за вас, потоа да искреираат, да облечат? Се следиме, значи тие следат приказната која што и појавата во која треба нели, како треба да изгледам и кој е контекстот за кој што го правиме тој костим и тој мејкап, така што се следиме, меѓутоа од кога тоа сето го состаночиме и се договараме, апсолутно тоа е нивна слобода како мислат дека треба да изгледам, веќе се познаваме, ги знаеме фреквенциите и тие знаат колку можат да експериментираат. Јас сум навистина отворена за експерименти, многу сакам новости и новини во стилот, во мејкапот, воопшто во дизајните. Сакам еклектични стилови и мојот стил е на некој начин еклектичен и сакам комбинација од различни нешта, така што имаат голема слобода кога работат со мене, а јас сум среќна што секој пат има нешто ново и што секој пат има нешто што ќе ме изненади. По 18 години на сцената, ете кога ќе ги погледнете старите снимки, небитно дали станува збор за некој спот, дали станува збор за концертна снимка. Дали некогаш се гледате и викате, па добро, кај ми беше паметот, зошто го облеков ова тогаш? Па не сум си рекла таква нешто, ама се случило да си помислам како тогаш го носев ова, сега немаш. А колку често ја менувате фризурата заради тоа што се познате и по тоа што го менувате имиджот пред секој концерт, на секој снимање на спот, си досадувате брзо самата на себе? Па мислам дека како што ми се движи мислата, веројатно така ми се движи и вкусот и каква идеја имам во моментот, ја реализирам затоа што приказната секој пат мора да се гради и да се менува и бара промени. Така што сакам и уживам во тоа да менувам бои на коса, должини, гардероба и начини на костимирање на сцена. Дека сме веќе ке тие промени што ги правите во стилот. Колку често го менувате стилот на музиката на Љубојна?
од албум во албум тоа звучи во ваш стил, меѓутоа секогаш е малку поразлично. Се чувствува нешто Да, ново. има нијанси кои се разликуваат и различни финеси, можеби има допирање до различни тенденции или допирање до различна музичка естетика или естетики, но таа е една иста музичка мисла, која што патува и го минува звукот, ги минува аранжманите, можеби, но во суштина таа е една музика која сакам да проговори низ јазикот на овој денешен човек, низ јазикот на младите луѓе, низ јазикот на човекот како тој денес се забавува и во исто време да го нахрани. Не само да го забавува, туку и да го благороди и да му отвори ново прозорче, можеби за една друга различна музичка мисла. 11-ти албум, 18 години на сцената, имавте концерт голем на почетокот на годината, меѓутоа дали можеби сега со овој албум па некако планирате да ја заокружите годината со некое концертно издание, да ги промовирате на тој начин песните пред публиката? Што се ќе има на новиот албум и до каде е неговата реализација? Албумот е снимен и е веќе при крај, пред мастеринг, што значи треба да се отпечати и да се издаде. Не беше лесно да се работи, морам да признам, затоа што тоа е огромен оркестар. Повторно со Македонска филхармонија? Да, истата програма која што одеше на концертот на 1 февруари, се собравме по една недела од концертот и ја снимивме токму во салата на Македонската филхармонија. Се надевам дека ќе биде следниот месец. Исто така, умотот е подготвен и дизајнот го работеше Сергеј Светозарев. Го направи фантастично и мислам дека сите се на фреквенција на истата приказна, дека ја сватија идејата, затоа што ова е музика која што звучи помпезно, една голема, широка музика, звучи навистина епски. Имајќи предвид посебно дека е со оркестар во живо. Да, звучи навистина фамозно, како некој епски space shuttle звучи. Фасцинантно звучи, барем мене на прво слушање. Во овие 18 години, велите, сте соработувале со повеќе од 40 на музичари, тука не ги вклучувам нели филхармонија, не знам, Џамбо Агушев, Емин Џијан, меѓутоа, кој од сите нив имаше најголемо влијание врз музиката на Љубојна? Секој музичар кој што доаѓа и работи со нас, буквално дава дел од себе, дава дел од таа енергија и го креира тој саунд, нели? Го носи во некој правец. Да, тоа што го слушаме на крај, да, како Љубојна. меѓутоа ја разбира идејата и некако та пријателство навистина се слуша, ми се чини, во секое ново парче што го работиме. И да, сме свиреле со многу мајстори. Да не го заборавиме и Смаил Умановски, да не го заборавиме и Владко Стефановски на некои од нашите концерти, беше тоа убава средба. И луѓе кои што често свират со нас. Убавината на Љубојна и убавината на музиката е токму различноста на сите овие луѓе и се што тие имаат да дадат. Велите дека Оливер е основата на Љубојна, вие и Оливер заедно. Колку сте критички во однос на неговата музика? Значи, дали го критикувате, како реагира на критиките од ваша страна? Па добро, не знам тие дали би се нарекле критики во смисла на Конструктивна зборот критика, која што би ја разбрале луѓето. Не, тоа е повеќе како се грижиме за дизајнот на музиката, како да тече. Не е толку критика во смисла буквална критика. И знаеш, ова тука нешто е, ова нешто не ти е, мислам дека добро заради. Често разговараме, гледаме, прегледуваме концерти, буквално како што прават и фудбалските репрезентации. Седиме го гледаме концертот и гледаме слаби, добри страни, што понатаму, гледаме други концерти, следиме многу светски артисти, многу. И се што се случува и ново на музичката сцена, се случуваат навистина многу интересни теми. Мислам, има интересни артисти кои носат нови форми, нова свежина во музиката и тоа е неопходно да се знае, затоа што
Нели, поентата е музиката да оди напред и да се движи некаде напред. Последните години е некако попеачите почнаа да снимаат етно песни, народни песни. Дали во некој момент вие посакавте да снимите поп песна или да направите соработка со некој од нашите попеачи, можеби? Оливер знам дека беше вклучен во проектот Македонско девојче на Каролина. Така. Меѓутоа вие како пеач? Добро, моите размислувања за поп музиката се малку поинакви и многу пати сум ги разговарала и така почна ова интервју. Дека видиците за музика треба да се сменат. Идејата со поп музиката, музиколошки, за мене значи да креираш музика која треба да стане популарна, не да ја пресликаш од нечија туѓа и потоа правиш метрички промени на текст, на се што може фразеолошки, за да влезеш во таа музика. Идејата е конкретно на Севдоле, со која што или за која што почнавме и која што ќе ми биде драго да се врти, да се слуша по радијата, телевизиите и меѓу луѓето, е дека таа има еден шмек фестивалски, како фестивалите од 60-ти, 70-ти, кога имаше убав саунд, кога се раѓа првите интересни фрази, кога работеа Шпато и Александар Джамбазов и не знам Димитар Масевски. Сакам да кажам време едно кога беше многу нели кога музиката беше во еден подем поинаков и различен. Тогаш повеќе беше оркестарска музика. Па имаше многу оркестри, тоа е факт и мислам дека луѓето влегува во компетиција на досадка и на фрази, на песни, на теми, така што јас го сакам тоа време и сакав да има таков саунд, иако исто така сакам зачин кој што го ставам и некој од зачинот така сосем малце на Цезарија Евора, некој зачинче на Тереза, нашата драга пријателка португалка од Мадре Деуш, дел од Вања, дел од различни пејачки кои што мене ми се допаѓале и кои што сум сакала да научам нешто и да нели изградам некаков свој стил. Нема да ве прашам како дојде името Љубојна, од која кованица, меѓутоа ќе прашам како почна музичката приказна со вас и со Оливер. Како се запознавте и како решивте дека е момент да почнете да создавате музика заедно? Кога јас имав 18 или 19 години и прв пат на сцена добив поважна улога како солист во една представа во која што исто така играв модерен балет, танцував. И беше на француска продукција, со француски режисер, која што, меѓу другото, настапи и во Софија, каде што на представата дојде и Оливер, малку се знаевме, но дојде за сцена, ми беше многу драго дека некој музичар од Македонија плюс познаник дека дошол да ме гледа, не очекував дека ќе има некој познат лик во публиката. И тогаш се поздравивме и некако од тогаш се роди таа идеја. Завршив ја со таа представа, која и со турнејата, која што траеше, имав договор за некои 2 или 3 години, мислам. И почнавме да работиме, се собравме, всушност, се договоривме дека сакаме да работиме, да правиме нешто заедно, бевме 4 луѓе и започнавме да работиме музика за представата Парите се тепувачка во Битолски театар. И по идеја, значи беше планот да биде музичка пиеса пред се. Идејата беше на Благој Мицевски, костимограф и наш драг пријател. И така некако Љубојна многу лесно застана на сцена. Јас знаев многу песни и почнавме 4 луѓе, тоа се менуваше, растеше низ текот на годините. 2005 го снимивме првиот албум, ПСО, исто така, наслов е според представата Парите се тепувачка. Лесно излезе од сцена оваа музика и стана независна, во смисла, тогаш беше на театарски стејдж, лесно излезе од таму. Сега албум. И доби свој саунд, да, така што тоа е едно многу убаво, горко, сладко,
Со многу жртви и со многу награди и патување, кое што продолжува. Колку време бевте соработници и колеги со Оливер пред да почнете врска? 3 години. 3 години мислам, 3 или 4 години. И минатиот пат кога го правевме интервјуто и сега кога кажав дека Вери и Оливер од Љубојна ќе дојдат во студио, имаше луѓе што ме праша, а во брак се? Значи има луѓе кои што не знаат дека вие двајца сте во брак и дека имате две деца. Мислам дека тоа не е важно за нашиот сценски живот. Ние на сцена сме едни професионалци кои што се таму заедно за една музика која ја упатуваат на публиката, а инаку таа иста музика нас не сближи и така започна и нашата интимна љубовна приказна преку музика и сушност ние сме навистина многу обкружени со музика и нашиот разговор е околу музика, ние ја живееме во секој сегмент од нашиот живот, така што не знам каде е дистанцата. Ние навистина сме посветени на тоа скоро 24 часа. Колку се смени музиката на Љубојна? Колку Љубојна се смени од кога сте вие двајца во брак? Па добро, се смени. Мислам, природно е да се смени. Не би било добро да не се сменила. Опасно е човек да влезе во некои собствени клишеа, тоа не би го сакала. Мислам, никому не го препорачувам. Како што и ние, веројатно, како што минуваат годините и музичката наша мисла се менува и тенденциите на светот и на времето и мислам, се е тоа еден таков природен процес што буди различни интереси кај нас, буди различна мисла кај нас, буди различна потреба да се создаде нешто. Сега кога ги спомна веќе бракот и децата, кој е построг родител, кој попушта повеќе? Па не знам, не важиме ние за некои многу авторитативни строги родители, ама се трудиме многу да имаме пријателски однос. Доаѓаат децата со вас на концерти, ве гледаат, како реагираат? Кога сме во можност, доаѓаат. Кога се концертите тука во Скопје, кога треба да се патува, тоа не е баш толку симпатично сепак за мали деца, затоа што е прилично напорно и тоа се сати кои што бараат издржливост и најчесто турнеите се кратки, брзи, тие не се туристички патувања, ниту средби, ниту таков тип на пријателски средби, туку се ангажмани. Како реагираат децата кога се на концерт? Сегам да кажам, тоа е, тие доаѓаат и се делат таа приказна и без да дојдат на концерт, затоа што тоа се слуша во автомобил, додека се возиме, се разговара за музика, ние следиме кои артисти ги слушаат нашите деца и ги слушаме заедно, затоа што се појавуваат нови имиња и нови артисти и не е едноставно, не е лесно да се следат и наједноставниот начин всушност е преку тоа што слушаат новите млади луѓе. Вклучени се максимално во таа приказна и начинот на кој тие слушаат музика и тие самите ја доживуваат и зборуваат за неа, ми дава да знаење дека ми е показател дека имаат развиено такво чувство за музика, таков сен што слушаат нешта кои нивните врсници, например, не ги забележуваат. За крај, многумина не знаат дека сте вие професор по соло пеење, рековте традиционална музика во Средното музичко училиште. Каков професор сте? Како реагираат децата? Дали ве гледаат како артист, како музичар или ве гледаат како професор? Строга сте, им попуштате? Кога се работи за музика, никој не е професор во академска смисла на зборот, затоа што оваа работа е практична и малку е абстрактна, повеќе како инструктор по нешто, во смисла водач низ некој процес. Така што јас им давам патоказ каде да се движат и тоа е мојата професорска улога и го барам тоа многу детално, многу им се посветувам и сакам да научат да научат различни начини како се пристапува на музиката, да научат да речеме техника која што вокална, која што ќе им помогне да размислуваат како пеачи, а не за конкретен тип на пеење, затоа што кога една музика научиш и разбереш како диша, тогаш си ја разбрал сета светска музика. Вера, благодарам на одвоеното време и се гледаме наскоро на промоцијата на албумот.
Апсолутно. Ви благодарам на поканата, ќе поздравувам сите гледачи и пеачи. Слушајте ја Севдоле, гледајте го спотот, лавја.